Традиционално пчеларење во Мариово. Пчеларството во Мариово, како земјоделска производна гранка, било познато од дамнешни времиња. Мариовците, самоуки и подучувани од претходни искуства, почнале со изработка на така наречени бртви, како примитивен начин на одгледување пчели. Бртва е вдлабнатина во карпа со поглед кон исток или југ, која се затвора со преден капак и се лепи со кал или кравја лепешка. Се остава мал отвор, низ кој во новото живеалиште може да се насели рој пчели. Рој е нова пчелна заедница која се одвојува од старото друштво, односно роењето е природен начин на умножување на пчелните друштва. По одвојувањето од старата заедница, ројот пчели се населува на друга локација, тоест формира ново живеалиште во некоја шуплина на карпа или дрво. Не се знае од кога точно снаодливите мариовци сватиле дека можат да ги намамат пчелите на овој начин, но е познато дека мариовскиот мед бил познат и баран производ за време на Отоманската империја. Во бртвите, преку лето, пчелите градат заедници и собираат мед, а на есен пчеларите го собираат медот. Во минатото, оваа операција била погубна за пчелното друштво, кое останувало без храна во зимскиот период. Со текот на времето почнале да се користат кошариња, тоест кошници, сплетени од врбови прачки, прилепени со крави измет, во кои на есен се преместувале пчелните друштва. Така, пчелите згрижени ја презимувале зимата, а и процесот на пчеларење станал поорганизиран. Денес, модерното пчеларење овозможува далеку поголеми приноси на мед и други пчелни производи, но сепак, на многу места во Мариово се уште се среќаваат бртви. Поволните климатски услови и специфичната медоносна флора овозможуваат идеални услови за производство на висококвалитетна храна, која истовремено е и лек. Тоа го прави мариовскиот мед на далеку познат производ.